картелско здружување и неосновано зголемување на цените. За да заработат повеќе, трговците го заобиколуваат законот и меѓу себе се договараат. Комисијата за заштита на конкуренцијата веќе ги изрече првите казни. Кој се не го почитува законот, разговараме со председателот на КЗК Малинка Селјановска-Николич. Николич, добре дојдовте во емисијата Финсайт. Добре, најдов. Веќе ги изрековте првите казни. Казнети се 4 ланци маркети и една комора. Може ли да не кажете како дојдовте до сознание дека се договарале меѓу себе и дека го кршеле законот? Законот за заштита на конкуренција ги изрече казните за глобите, кои што се регулирани со законските одредби, каде што се регулирани висините на глобите. Се детектираше картелско здружување, односно договарање меѓу ланците на маркети за неприфаќање на новите ценовници на добавувачите. Овој тип на картелско здружување го нарекуваме by the object, каде што они имаа за цел да ја нарушат конкуренцијата, но меѓутоа не успеа да постигнат ефект на пазарот, затоа што самиот период од период на нивното договарање до спроведувањето беше многу краток, односно веднаш комисијата постапи по медиумското излагање на маркетите со нивната идеја за неприфаќање на новите ценовници на добавувачите. Ваквиот тип на картелско здружување е строго забрането и доколку во иднина се повтори истиот тип на здружување или се направи потешка повреда, тогаш комисијата ќе ги изрече многу повисоки казни, односно ќе се изречат максималните казни кои што се предвидени со самиот закон. Токму околу висината на казните сите негодуваат дека се многу мали овие казни за таков голем тип ланци маркети. Овие се превентивни казни, доколку продолжи ќе следуваат поголеми? Да, како што напоменав, нивниот период беше многу краток, односно не постигна пазарен ефект, не постигна со носењето на, односно нивното картелско здружување. И доколку го повторат истиот тип на картелско здружување и постигнат некој ефект на пазарот, тогаш казните ќе бидат многу повисоки, до 10% ќе се издржат максималните казни кои што ги предвидува самиот закон, односно 10% од остварениот приход од минатата година. И тешко ли да откриете како се договараат? Што во моментот не смеат да прават маркетите? Значи, не е тешко, комисијата секогаш постапува дали по собствена иницијатива, никогаш ги води постапките по собствена иницијатива, никогаш постапките ги водиме, може да бидат пријавени од физички или правни лица, може да бидат пријавени од анонимни лица. Меѓутоа, на секое пријавување ние имаме сериозен пристап и анализа и врз основа на анализата после ги изготвуваме и одлуките. Законот за нефер трговски практики веќе една година е на сила. Дали се почитува? Законот токму така повеќе од година дена веќе се применува. Може да се каже дека има некои позитивни мали поместувања во однос на примената на законот. Меѓутоа, анализата на комисијата сепак потврдува дека има отстапување, односно сепак одредени ланци на маркети прават злоупотреба се уште на самиот закон. Дел од добавувачите може да кажеме дека ги имаат усогласено договорите, купувачите со добавувачите, меѓутоа некои понатаку наоѓаат да ги начини како да го заобиколат законот. И тоа го прават преку дополнителни изнудувања на дополнителни финансиски трошоци према добавувачите, маркетинг услуги, шеринг дата. Ова стварно представува еден сериозен проблем за пазарната рамнотежа и за учесниците на пазарот. Законот е многу јасен и тој не представува опција, тој го представува обврска и тој мора да се применува и секое негово неприменување, односно изнаоѓање на начини како да се злоупотребат законските одредби ќе биде санкционирано од страната на комисијата. А се плашат ли дистрибутерите да пријават дека одреден ланец маркетинг побарал такви маркетинг скриени трошоци?
се со цел нели нивните производи да се пласираат во тој маркет. На почетокот се можам да кажам дека имаше страв кај добавувачите да ги пријавуваат изигрувањата на големите ланци на маркети, односно нивното принудување за дополнителни финансиски трошоци. Меѓутоа, законот како за конкуренција, така и за нефер трговски практики предвидува механизми за заштита на идентитетот како на пријавувачите, така и на информациите кои што комисијата ги добива. Може да се каже дека и голем дел од постапувањата и постапките кои што ги води комисијата се токму добиени од страната на добавувачи физички правни лица, па и анонимни лица. И тие се нашите главни партнери во сите постапки што ги водиме во комисијата и со цел да се спроведат во целост законите. Така, и како оди пријавувањето? Анонимно, по мејл, се јавуваат на телефонски... Како се пријавува? Па има различни начини на пријавување. Може да се јават добавувачите, мислам, или одредени граѓани може да се јават, може физички, како што кажав, правни лица. Добиваме по мејл дојави за евентуални повреди на законот и секако имало и барање од нивна страна да дојдат во комисијата на состанок каде што сме ги разгледувале нивните проблеми. Ако на почеток се плаше од почетокот на примена на законот, а сега тие поплаки се позачестени? Па можам да кажам дека се позачистени затоа што веќе се уверија во да кажам во заштитата од страната на комисијата, во заштитата на нивниот идентитет и заштитата на информациите кои што ги споделуваат со нас. Доколку во целост се применува законот за нефер трговски практики, може ли граѓаните да очекуваме пониски цени во маркетите? Па јас и поодамна имам кажано дека законот за нефер трговска практика не влијае директно на формирањето на цените, него влијае индиректно и тоа може да се неговата примена може да се види на подолг рок. Секако примената на законот за нефер трговски практики и фер пазарната игра помеѓу купувачите и добавачите може на долг рок да донесе до регулирањето на цените. Затоа ние како комисија сме тука да постапуваме и да ги санкционираме сите злоупотреби и се надеваме дека сите ова санкционирање ќе воспостави една фер пазарна игра. Изрековте казни и на 10 осигурителни компании. Како откривте дека се договарале да ја зголемат автоодговорноста? Пријавата за осигурителните компании беше иницирана од страна на една институција и по увидот што го направи комисијата детектираше дека координирано се имаат усогласувано околу тој режиски трошок, односно нивното независно однесување на пазарот го имаат заменето со координирано однесување, за разлика од кај маркетите каде што не постигна ценовен ефект на пазарот, него само има за цел да ја нарушија конкуренцијата. Кај осигурителните компании, освен што има за цел да нарушат конкуренцијата, тие го постигна ефектот на пазарот, каде што во одреден временски период ги покачија сите цените и направија картелско здружување кое што исто така е строго забрането со законот за конкуренција. И што се случи со овие граѓани и фирми кои што платија повеќе? Дали им ги вратија парите или со следното сега осигурување ќе им се одбијат? Како е тој дел регулиран? Ние со нашата одлука, односно решението кое што комисијата го има донесено,
самите граѓани може да се судски да си ја третираат таа постапка каде што би можеле да бараат поврат на средствата кои што им се наплатени. Колкави казни ми изрековте? Значи, казните кои што се изречени за осигурителните компании, тие се изречени во максималниот износ од 30%, меѓутоа 30% се гледа во делот на пазарот на кој што ја направиле повредата, меѓутоа да не помине 10% од целокупниот пазар на кој што оперираат осигурителните компании, бидејќи тие направија повреда само во автоодговорноста. Да. Сега наред се автошколите. Имате представка и за нив. Дека се договориле да зголема цената за полагање на возачка дозвола. Толкому така, во моментов ја водиме постапката за автошколите. Се преземени мислам имаме преземено анализи, имаме документи при постапувањето на комисијата на терен. Во самата анализа се земени 40 автошколи на територија на град Скопје и неколку автошколи од Велес. Постапката е во тек. Имаме можни индиции за нарушување во делот на земање на часови за полагање за возачи. Меѓутоа, како што кажа, постапката е во тек. Не можеме да изнесуваме дополнителни информации, бидејќи изнесувањето на секоја дополнителна информација може да влие на самата постапка. Затоа и ние во јавноста ги дадовме оние информации во кои што во моментот јавноста може да биде запознаена, кога ќе се заврши целокупната анализа на самиот предмет и јавноста ќе биде информирана подетално. Кога се очекува да заврши? Постапката е во тек. Ние мислиме дека за прилика околу 2 месеци максимално би требало да се донесе одлука, решение од страната на комисијата по основ и на овој предмет. Така, казните колка ви 7% од заработката од претходната година или? Не, сега во овој момент не би излекува. Значи исто е како за маркетите и како за осигурителните и автошколите исто потпаѓаат под истите законски одредби за изрекување на глобите од Законот за конкуренција. Околу висината на казните, веќе најавени се законски измени со кои што ќе се зголеми оваа казна, се со цел да се вразумат сите и да го почитуваат законот. Може да се очекува оваа 2026 да се донесат? Ние како комисија цело време сме на терен, правиме во континуитет, имаме следење на пазарот, анализа на пазарот. Ние како комисија го спроведуваме законот за нефер трговски практики. Меѓутоа носител на овој закон е Министерството за економија. Ние како комисија може да дадеме предлози и некои насоки кои што мислиме дека би вродил повеќе резултат во самото спроведување и секако во односот на фер односот на пазарот кој што е помеѓу добавувачите и купувачите. И што би предложиле, еве вие, како предлагач на законот? Дали треба, дали се согласувате дека мора да се зголемат казните? Ние може само да дадеме предлог, да дадеме насоки. Се пак ќе кажам, значи предлагач на законот е Министерството за економија. Дека казните во моментов се ниски и оставаат простор да се злоупотреба од страната на големите ланци на маркети. Тоа е факт и они цело време тоа го, затоа и цело време ги повторуваат злоупотребите на наоѓаат начини како да го изиграат законот. И сега до кој износ ќе се зголемат казните, ние ќе дадеме предлог, па понатака во јавноста исто со висината на казните ќе биде информирана.
Дали одредената казна која што ќе ми изречите мора да се почитува или па постои некое тело каде што може да се жалат околу висината? Ние како комисија при изрекувањето на казните, односно ние прво утврдуваме фактичка состојба, значи кога имаме можни индици за нарушување на некој од законите. При утврдувањето на фактичката состојба имаат право странките во постапката да се произнесат по фактичката состојба. По нивното произнесување ние повторно правиме анализа на дополнителните податоци кои што влијат во самата постапка и на крај носиме одлука, која што таа одлука е секако подкрепена со одредбите од законот. Но нашите одлуки не се правосилни, тие на крај завршуваат пред управниот суд и конечната одлука на нашите решенија ги има управниот суд. После од управниот суд може да се жалат на виш управен. Така до сега трговците или осигурителниве се жалеле на вашите одлуки или не? Па има жалби, да, има жалби. Постапено е по нив или не? Немате Па во моментот се постапува. Така. Мислам, одговараме по основ на жалбите кои што се доставени од нивна страна. Кои се жалат? Може да откриете осигурителни или трговци? Па и двете страни се жала по основ на по двата предмети во комисијата која што ги води. Моето последно прашање до вас, Николиче, што очекувате во оваа 2026? Дали ќе се вразумат, условно кажано, и трговците и сите останати учесници на пазарот и ќе дозволат слободно да се формираат цените се со цел граѓаните да плаќаат пониски услуги? Па можам да напоменам дека комисијата цело време, значи од носењето на законот за нефер трговски практики, во континуитет го следи движењето на пазарот и постапува и санкционира се што е надвор од законските одредби. Ние ќе продолжиме да санкционираме, да го санкционираме секој правен субјект кој што изнаоѓа начини да ги заобиколи законските одредби, затоа што на крај цехот го плаќаат потрошувачите. И ова е фер пазар, каде што понудата ја диктира и цената. И тука треба да има конкуренција на пазарот, а не одредени правни субјекти да ги диктираат цените на пазарот, каде што на крајот, пак ќе кажам, ќе бидат оштетени потрошувачите. Можам да кажам дека го следиме и ќе го следиме движењето на пазарот и секоја негова злоупотреба ќе биде строго санкционирана од страната на комисијата. Да се надеваме ние граѓаните дека ќе се почитува законот и дека нема да има потреби од казни. Николич, ви благодарам на интервјуто. Благодарам.